Почитувани струмичани, барам вечерва од вас поддршка за секоја моја подадена рака за годините наназад. За секој тротоар и квадратен метар поплочено. За секој квадратен метар асфалт. За сите нови водоводи. За сите нови канализации. За сите убавини во Струмица. Тоа е мојата сила и мојот кредибилитет. И моје право да барам вашата поддршка. Струмица стои позади мене. И благодарение на Струмица барам мандат од Струмица и од цела Македонија. Дозволете од моја Струмица и ваша Струмица да испратиме пораки до сите оние кои уште се плашат, молчат, нешто да не изгубат, може би се дел и од владеачките гарнитури. Денеска веќе знаеме се. Се знае. Знаат и врапчињата дека уште 4 години режим нема. Но сега е моментот и отчукува саатот. Уште 3 дена останаа. Почитувани вработени во јавната администрација. Вие, заедно со примателите на социјална помош, примателите на субвенции, треба да знаете, вашите примања се загарантирани со закон. Нив не ги дава ни Заев, ни Груевски. Тоа се од вашиот пот и од вашиот труд и од даноците на оваа земја, Република Македонија, кои што ги плаќаат сите граѓани. Немојте да молчите. Немојте да спиете дома без да дадете придонес. Ова Македонија не е само наша. Ова е ваша Македонија. Имате обврска од исте родители на нечии деца, од исте деца на некои родители, од исте браќа и сестри на некои луѓе, од исте цичковци, тетки и вујковци и вујни на некои граѓани на Македонија. Имате обврска од ова Македонија исто и ваша. И излезете и изборете се за живот и за ваша слобода и за ваша правда. Испраќам вечерва порака и до сите возрастни луѓе, до бабите и дедовци. Почитувани баби и дедовци, се сеќавате ли кога се роди првото ваше внуче? Кога видовте првата насмевка? Кога ви го стисна прстот? Зарем заборавивте од и плановите беа да ги гледате како се женат и мажат, како деца оснават овде во Македонија, да ги гледате околу вас? Ке ве прашам отворено, каде се сега вашите внуци? Може ли тоа да го промените? Да бидат до вас? Може. Пенкалото враца на 11 декември. Да гласаме за живот, за да ни се вратат децата и внуците овде, во нашата Македонија. Почитувани млади луѓе, ке ве прашам отворено, со кренато чело сакам одговор. И днината, и Македонија ви припаѓа вам. Имате две опции. Едната е да го фатите белото знаме и да се предадете. И да продолжите по бродови и странски земји. И втората опција е да го зграбчите црвеното знаме. И да се борите гордо овде во вашата земја, во Република Македонија. Ве повикувам рамо до рамо со мене да се борите за живот во нашата Македонија, во вашата Македонија, во нашата заедничка Република Македонија.